СДСМ денес говореа за новиот тим на млади и искусни лидери кои се новата сила на партијата и најавија регрутација на нови 300 лидери кои ќе предводат иднината. Исто така има и коментар за наводното предавство вчера, кој се случи за време на седницата во собрание, која тие ја напуштија демонстративно. ВМРО ДПМН од друга страна, денес со прашања за обвинителот Коцевски, бегството на СДС од вчерашната седница и нивната нова сила, како и потрошените 2 милиони евра во лотарија од страна на ДУИ и СДС. Откако побегна премиерот, нормално побегна и неговите министри. Затоа, во знак на протест против вакво понижување на собранието и на граѓаните, пратениците на СДСМ ја напуштија седницата. ДПМН е свесно и намерно побегна од расправа во највисокиот законодавен дом, меѓу избраните представници на народот, кои имаат уставна обврска да расправаат и да одлучуваат за најважните национални прашања. Резолуцијата на СДСМ не беше поднесена, затоа што ДПМН не дозволи ниту дебата, ниту разговор, ниту гласање. Државниот завод за ревизија по извршената ревизија во лотарија за периодот на работа на раководството поставено од СДС и ДУИ утврдило нереални и неоправдани сметководствени записи за нелогични трансакции во износ од близу 2 милиони евра. 2 милиони евра Перпарин Бајрами и Артан Груби ги фалсификувале, злоупотребиле или прикриле. Сето ова се случувало додека СДС биле со тилот цртани кон криминалот и немо одобрувале.